Ветувањата и оцените од Бугарија, кои се темелат на договорот за добрососедство, се над волјата на народот. Овој заклучок може да се изведе од ставот на министерот Османи, дека референдум за овој договор ниту може, ниту смее да има. Тој бил еден од столбовите на Евроатлантска Македонија заедно со договорот од Преспа за промена на името и Охридскиот рамковен договор. Како на албанците во Македонија да им е забрането да излезат да гласаат за или против. По однос на договорот со Бугарија ниту може, ниту смее да има референдум. Договорот со Република Бугарија е еден од столбовите на Евроатлантска Република Северна Македонија, заедно со Преспанскиот договор и Охридскиот рамковен договор. Второ, не може, имаше вчера јасно објаснување дека меѓународни договори не можат преку едностранни одлуки да се поништат. Трето, еднонационални референдуми за стратешки прашања на државата се опасен преседан за Република Северна Македонија и тие не смеа да се случат. Дел од експертската јавност смета дека власта со отфрлањето на иницијативата за референдум само ја компликува состојбата, затоа што сега опозицијата ќе бара во случајот да се вклучи и Уставниот суд, кој во моментов е речиси блокиран. Процесот сега ќе трае долго, но нема да има никаков епилог. Ниту Уставниот суд е доволно способен тоа да го прави, ниту пак може да го прави, уште повеќе како што е Уставниот суд во оваа фаза сега на негова неаслушност или на негова некомпетентност, нито е сериозно да се очекува дека ќе го тужат, односно ќе поведат иницијатива, па дека Уставниот суд ќе се упетля во тоа, па дека во крајни дења дури и тоа да го направат, за тоа ќе им требат на 3 месеци најмалку и пак нема да има никаков епилог. Опозицијата, но и дел од експертите, остро реагираа дека спикерот Џафери не смееше на таков начин во улога на уставен судија, без некое потемелно објаснување да ја одбие иницијативата, и тоа повикувајќи се на член кој се однесува на меѓународни договори. Сепак, за поранешниот председател на МАНУ, Владо Камбовски, темата за укинување или поништување на меѓународните договори е комплексна и за тоа треба да се има поширока расправа. Не е така едноставно прашањето, можда треба оваа работа да се разгледа покомплексно, но во прво мислам дека е значаен тој меѓународно правен аспект. А потоа во однос на внатрешните рефлексии и механизми како што да се покренат такви иницијативи за раскинување на договор, тоа треба да е прашање на една друга експертска дискусија. Истиот ден кога Џафери ја отфрли иницијативата за референдум, голем број од аналитичарите реагираа дека во собранието владее самоволие и дека собранискиот спикер, како прв меѓу еднаквите, направил нешто за што нема ингеренции, односно ја оценуваше уставноста на самата иницијатива. Мене лично ми личи дека сосема неиздржано или не е овластен тој да цени уставност на некоја, бидејќи образложението е со дека иницијативава не била уставна, затоа се има уставен суд и веројатно ВМРО ДПМН денеска ќе поднесе во уставен суд. Откако беше отфрлена иницијативата на ВМРО ДПМН, опозицијската левица најави дека ќе поднесе нова, а доколку и таа биде отфрлена, ќе пристапат кон целосни блокади во собранието заедно со пратениците на ВМРО ДПМН.